Во доцните поплавневни часови денес, односно вчера веќе, бидејќи е сега 2 по полнок, сабота према недела, тројца млади планинари на возраст околу 30 на години со едно 7-годишно дете се обиделе од десната страна на брегот на Пчиња, од врвот на ридот да се спуштат кон манастирот Мала Богородица, кој што се наоѓа во клисурата веднаш под автопатот помеѓу Катланово и Велес. За жал, водејќи се со GPS ја промашиле патеката и се заглавиле на стрмните падини, кои што се исклучително стрмни и поради што побараа помош од ЦУК на бројот 112. Стапивме во контакт со планински спасители, кои што пробаа да дојдат до нив, но бидејќи во меѓувреме настапи ноќта, беше невозможно да дојдат до нив, една карпа не дозволуваше да се пристапи кон 4 загубени лица. Од тие причини истите се пробија до десната страна на брегот на реката Пчиња, на место кое што беше непристапно по земја и до нив не можеше да се дојде. Затоа стапивме во контакт со доброволни спасители на вода, доброволно друштво од Велес, кои што соработуваат подолго време во вакви хумани мисии, и истите од страна на општина Велес беа упатени со спасителен чамет со мотор некаде кај Катланово, се спуштија во реката Пчиња и мачно пробивајќи се стигнаа до местото каде што беа заглавени овие луѓе, повторувам, некаде 300 до 500 метри над манастирот Мала Богородица, кој што се наоѓа веднаш под автопатот Велес, Скопје, Велес, но повторувам, се работи за исклучително стрмен терен, бидејќи ова под нас е клисура, буквално клисура со исклучително стрмни страни. На повеќе места луѓето во чамецот, на кои што ја асистираше и припадник на тигрите заедно со нив во чамецот, значи двајца спасители, еден тигар, не можеа да се пробијат, доаѓаше до застој, мораа да преминуваат препреки, вклучително и неколку паднати дрва, но после неколку часа успеаја да дојдат до местото каде што беа лицата кои што беа блокирани. За тоа време јас со таткото на некој од овие лица и со уште еден припадник на тигрите бевме од другата страна на реката, успеавме да ја фрлиме вода, да ја фрлиме запалка да запалат оган, но во тоа не успеаја. Во меѓувреме веќе беше длабоко во ноќта, после полнок и некаде после 1 часот спасителите со чамецот стигнаа до лицата заглавени од другата страна, значи 3 возрастни лица и едно 7-годишно дете. Веќе беше доста ладно, луѓето почнуваа да се жалат на студ, но овие храбри луѓе, спасители на вода, со чамецот успеаја низводно неколку стотина метри да ги префрлат луѓето каде што ги пречекавме и потоа по оваа стрмна литица успеавме да се искачиме горе кај автопатот, кај самиот паркинг, кај чешмата, каде што со своите возила продолжија на безбедно. Благодарност до спасителното друштво на вода од Велес, благодарност и до општина Велес, која што ги испрати овие храбри луѓе, благодарност до МВР, посебно до специјалната антитерористичка единица Тигар и се разбира до вработените од ЦУК, од 112 и секторот за операција и координација, кој што ја координира целата оваа спасителна операција. Сега е нешто после 2 часот по полнок успешно завршена операција на брегот на реката Пчиња.